Здраво, ова е 126-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Queen of Hearts на Меј Ел Толки, во кој станува збор за Ане, глумена од Трине Дирхолм, која живее во една модерна куќа со незините две ќерки и сопругот Петер. Во моментот кога Густав, глумен од Густав Линд, синот на Петер, од друга врска, доаѓа да живее со нив, Ане оформува интимна врска со него, загрозувајќи си го идиличниот живот, незината професионална кариера и семејството. Ова е данска семејна мелодрама која постепено прераснува во еротски трилер. Несомнено дека главни тематски целини прокламирани во делото се борбата за моќ во семејството, предавството на членовите, етичката неодговорност, како и разорните последици на недоветните одлуки. За да може да ја разгледаме проблематиката на делото, мораме да ја ставиме под лупа Ане, која сама по себе е контрадикторна, работејќи како адвокатка која се обидува да ги заштити младите кои се силувани или се жртви на насилство, а во незиниот дом се соочуваме со спротивностите, односно таа станува педофилка со неетичка одлука да биде физички интимна со детето на сопругот. Ќе си земам за право да го искористам стереотипот на скандинавската ладнокрвност и да го ставам во контекст на потребата на Ане да биде телесно посакувана од страна на незиниот сопруг, како во незината младост, лечејќи ја својата сексуална фрустрација, зашто доволна алузија е сцената која го гледа своето соголено тело пред огледало и ги слуша сексуалните ескапади на Густав, така што наоѓањето на прибежиштето во неговите преградки не е изнасилено, но сепак сведочи за моралниот релативизам. Уште еден слој на конзерватизам која гуши може да се забележи во лажната буржоазија, која ја глумат незиниот сопруг и неговите пријатели, елоквентно прикажано со танцот на Tainted Love од страна на Ана, која не ја задоволува празната интелектуализација со емоции затворени во кафес. Наспроти неа добиваме мнение дека Густав и претходно му има предизвикано проблеми на Петар, станувајќи еден константен ураган, кој не само што се бори за неговото внимание, туку и нанесува сериозна штета на семејството со неговите непремислени одлуки. Coming of age елементите на филмот се сконцентрирани околу Густав, неговиот излез од адолесценцијата и потрагата по себе си, која се комплицира со блискоста со маќејата, постепено градејќи токсична релација, од која нема да може толку лесно да се одвои. Тука доаѓаме до еротските сцени помеѓу родителот и синот, кој што првата е анималистичко ослободување на набилданата тензија помеѓу нив, а потоа забележуваме кадрирање на еротските сцени со помош на ротирачката камера и милозвучната музика, што наговестува дека забрањето овоше е најсладко за нив, наспроти односот со сопругот снимен од дистанца, однос извршен проформа, што алудира на нивната емоционална оддалеченост. Проблемите настануваат кога сласната ненаситност нема повеќе да се одвива во миговите кога се сами Ане и Густав, туку и кога има луѓе околу нив, кои ќе ги забележат непристојните гестикулации помеѓу нив, што доцна ја разбудува Ане од незиниот либидоносен сон, кој може да ја претвори незината реалност во кошмар и ги загуби сите поволности кои ги градела низ годините, приватно и професионално. Тука доаѓаме до жанровските тропи на Fatal Attractions и Basic Instinct и останатите јапи еротски трилери, кај што сексуалниот партнер не може да се помири со прекинот на постановената врска и започнува да се заканува таму кај што може да направи најголема штета. Тука настанува борбата за превласт, која што неизбежно е да ескалира и води кон предвидливиот епилог кој се антиципира. Режисерката Меј Ел Толки во својата кариера има снимено неколку кратки филмови и епизоди од ТВ серии, но нејзиниот најзначаен придонес е во долгометражните White Man's Burden и Long Story Short, филмови во кои ги деконструира проблемите на брачните партнери со голема употреба на хумор, неколку во клон, но доволно за да ги исмее комичните ситуации во овие мелодрами. Во Queen of Hearts таа најпрви ни ги покажува неисполнетоста и незадоволството на супругата пред да отпочне реализирањето на сексуалниот нарав надвор од бракот, но не и од семејството, правејќи исчекор во рамките на еротскиот трилер со кој е зачинета незината експертиза во мелодрамата. Моментално е во предпродукција на незиниот нов
периодичен филм The Lioness за животот на авторката Out of Africa, Керен Бликсен, додека одгледувала кафе во Африка. За пофалба е кинематограферот Јаспер Џеј Спенинг, за кој ви говорев во анализата на The Guilty, кој максимално ја искористува природата околу куќата, како и нејзините ентериери на Мија Стенсгард, снимајќи на рака кога треба да се долови некоја тензична ситуација, но балансирајќи го тој пристап со ротирањето на стедикем и употребата на зумови, како и доловување на емоционалната блискост, дистанца и самотија на ликовите на визуелен план, снимајќи на 35 мм со Арифлекс. Шведскиот композитор Јон Екстанд, автор на музиката на Slaughterhouse Rules, Borg vs. McEnroe, Life и други филмови, го започнува филмот со амбиенталната милозвучност, која, како се создава тензичната градација на филмот, така и го интензивира ритамот во неговите композиции, за на крај да наслушнеме елегични жичани партитури, кои го изразуваат непремостливиот гобиток до кој доведува филмот. Филмот ја имаше својата премиера на минатогодишното издание на Sundance, а потоа се прикажа на фестивалите во Ротердам, Гетеборг, Одеса, Хелсинки, Цирих и Хамбург, пошто Дронинген стана представник на Данска на Оскарите во категоријата за интернационален Оскар, меѓутоа не ни успеа да се доближи до кратката декемвриска листа. Филмот беше награден со данскиот Роберт, актерката беше наградена од жирито на Белградскиот фест, а на Санденс ја доби наградата од публиката. Блискоста кон третманот на семејните проблеми секако дека води корен во делата на Бергман, детеријацијата на фамилијата е аналогна на творбите на Ханеке и Лин Ремси, но на женска педофилија сме биле сведоци во голем број на филмови како што се Ken Park, The Painted Bird, Kindergarten, Burning Flowers и многу други. Во овие 2 часа има мигови кога тензијата испарува и не се задржува до самиот крај, но тоа се должи на загушувањето од мелодрамата, без разлика на солидните актерски изведби. Иако филмот е експлицитен, секојаш сметам дека може да се скрши некоја дополнителна граница, штом се оди по патот на детеријацијата на семејниот идеал, што е разликата помеѓу запамтливоста на Креш и заборавливоста на Queen of Hearts. Овој инцестуозен филм е успешен приказ на потенцијалните фактори за распаѓањето на едно семејство, при делењето на брачната постела со синот на сопругот, како несоодветен одговор на потребата да се биде посакуван. Покрај оваа суперзивна и провокативна нота, оркестрирани се и елементи на coming of age филмот, еротскиот трилер со женски предатор и фрлаен поглед во фасадата на данската буржоазија. Забрането овоше на почетокот има сладок вкус, но потоа станува горчеливо и отровно. Ако морам да го евалуирам, тогаш Queen of Hearts од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 126-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!